Причината настани апропо расфрланиот отров низ кисела вода, можеби и беше предизвик тема за да ја отвориме денеска со нашата Марија Коцева на лице место, со ветеринар Светла Дракуловска, апропо што да направите доколку се сомневате на труење на вашиот миленик. Претпоставам дека Марија подготвени се да ги дадеме одговорите и да можеме да упатиме прва помош доколку забележиме за жал некакви симптоми на труење кај нашиот миленик. Добро утро уште еднаш и прво јас би рекол за денешниот четврток, Марија. Добро утро и до тебе, Марко. Токму така, на некој начин самата ситуација која што се случи неодамна во кисела вода, односно ситуацијата со труење на улични кучиња, беше всушност и потек за оваа тема, со оглед на тоа дека се почесто вакви ситуации се споделуваат на социјалните мрежи, односно се споделува што се случувало, па токму од тука сакаме да ја направиме оваа тема и да дадеме совети на сите собственици на миленици, односно на кучиња, како да ги заштитат истите при прошетка. Се разбира дека ќе напоменеме многу повеќе за тоа кои се симптомите на труење. Многу повеќе на оваа тема во продолжение слушаме од мојата денешна гостинка, ветеринар Светла Дракуловска. Добро утро и добро дојдовте во Утринска. Добро утро, благодарам за поканата и убаво би било вака што покрај неубави настани би можеле да спомнеме и да дадеме малку повеќе знак на тоа како да реагираме на време. Како да реагираме на времено, токму така. На самиот почеток ќе започнам со тоа како да ги заштитиме нашите миленици при прошетка. Оно што треба секој собственик да знае, прво што наша законска обврска како собственици е секогаш кучињата на прошетка ги носиме на поводници. Нормално не од време на време сите сакаме да ги пуштиме кучињата да се истрчат, тоа да бидат на побезбедни места, ограничени места, таму каде што знаеме дека се собираат само собственици на домашни миленици. Другото на кое што треба да се внимава е на секакви отпадоци кои што има потребните површини, доколку можеме да направиме една брза проверка, така со еден брз поглед, да забележиме дали има нешто кое што е несвојствено за тие тревни површини каде што ги шетаме кучињата. Или верувам евентуално да се стави некоја заштитна маска во некои непознати предели на нашите миленици? Некогаш и самите маски не заштитуваат, затоа што сепак тие се отворени. Некои од отровите кои што најчесто се користат, за жал, тие дури вдишување е доволно за да настапи труење. Дали можеме ние да препознаеме дека станува збор за отровна храна? Дали можеме да го препознаеме тој отров со око? Дел од отровите од кои што настанува најчесто да речеме труење, тие знаат да променат самата боја, односно да имаат некоја зеленикаво плава боја, боење на храната која што е оставена на тие места. Другите отрови малце потешко се забележуваат. Оние кои што кога станува збор за мамци, за глодари, тие веќе имаат форма на коцкички или во форма на пелети и мислам дека и потешко би се забележале во тревна површина затоа што се слеваат со бојата на земјата. Кои се оние главни симптоми кои што укажуваат на тоа дека нашето куче е отруено? Дали постојат некои симптоми кои што можеби се слични на тоа, но укажуваат на некоја болест? Првите симптоми кои што настапуваат се хиперсаливација, односно на преголемо лигавење и пења во устата. Тоа е првото нешто кое што го забележуваат собствениците. Тука е важно да се напомене дека тој симптом знае да биде и причинет од контакт со полжави, контакт со жаби, контакт со гасеници, така што треба да се следат, многу поважно е да се следат другите симптоми, како отежното дишење, отежното движење, премногу расширени зеници или премногу стеснати зеници, одеднаш се појавува слабост при движење на самото куче. Тоа се веќе оние генерално симптоми кои што еден по друг како каскада многу брзо настапуваат. Дали често да прашам, доаѓаат собственици на кучиња токму со ваков проблем кај вас и колку всушност е тешко да се спаси самото куче од таква ситуација?
Клучно за спасување на миленикот во вакви состојби ситуации е времето во кое што се реагира. Така што колку побрзо самиот собственик пристигне во ветеринарната амбуланта, толку поголеми се шансите на миленикот да преживее. Секако многу е важна и количината на отров која што ја има примено животното и од тоа зависи и исходот на крај. Велите дека е многу важно времето, временската рамка кога ќе пристигнеме кај ветеринарот за да му помогне. Дали препорачувате при прошетка со нашето куќе да носиме некој сет на прва помош во случај да дојде до таква непосакувана ситуација, ние колку што можеме на почетокот да му пруžиме некоја помош, па после да отидеме кај соодветно лице, кај ветеринар? Така, тоа е многу убаво прашање. Најважното нешто со кое што може да помогнеме на домашните миленици во таков момент е да имаме во себе медицински јаглен. На социјалните мрежи кружат многу препораки како да се делува со млеко, со предизвикување на повраќање и така натаму, но она што е најбезбедно во таков случај, затоа што сепак никој не знае за каков отров станува збор, во моментот тоа е најдобро да се носи медицински јаглен, колку што може во поголема количина таблетки да се дадат, за да се направи обид да се неутрализира отровот додека се уште во желудникот пред да почне на брза ресорбција во крвотокот. Благодарам многу за одвоеното време и за сите овие совети. Доколку немате што да додадете, навистина ќе ви заблагодарам за одвоеното време. Благодарам за поканата, секогаш би сакала всушност да напоменам дека кај собствениците кои што особено шетаат во поруралните средини, оние кои што имаат викендици, таму каде што оставаат мамци за глодари, да обрнат внимание и на тој тип на отрови, затоа што некогаш станува несакано труење, ненамерно труење, точно со овој тип на отрови кои што реално имаат одложен старт до 10 дена и симптомите се доста поразлични, побавно се развиваат за разлика од брзите отрови. Затоа и навистина е потребно оној сет на прва помош кој што го напоменавме. Благодарам многу уште еднаш за одвоеното време. Се надевам дека сите информации беа добредојдени за собствениците на миленици, генерално за самите кучиња со оглед на ваквите ситуации кои што се се почести и може да се видат во Скопје. Со овие информации ќе ве поздравиме токму од првото вклучување на лице место. Марија, ти благодарам, голем поздрав до Светле.